и во Крушево. Добро утро за колешката Елизабета Митраска. Утрово разговора со градоначалникот на Крушево и прашуваме каква е атмосферата пред Великден. Добро утро. Поздрав од историско и туристичко Крушево. Времето деновиве е нестабилно пред празниците, но тоа не е причина да се биде во Крушево, да се почувствува целата атмосфера. А крушевчани, Бога ми, има долго време гости, зашто и зимската сезона се прошири. Разговараме и гостин утрово, ние градоначалникот на Крушево Томе Христоски. Поздрав, градоначалниче. Прво да прашаме, се подготвивте ли за гостите за великденските и мајските празници? Колку очекувате? Што ќе им понудите? Како се со капацитетите? Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Она што сакам да кажам е од Крушево е вистинска убавица, вистинска бајка, каде има одлична клима, позитивна клима, чист воздух и привлекува се повеќе внимание не само од внатрешноста, туку и надвор нашата земја. Како сте подготвени, колку посетители очекувате за празниците? Градот на историја, култура, традиција Крушево нуди можности се повеќе и нудиме разни содржини кои привлекуваат се поголем број на туристи. Она што го направивме изминатиот период е категоризиравме околу 600 легла во приватниот смештај и околу 400 легла во хотелите. Се повеќе интерес имаме не само повторно ќе кажем од внатрешноста на земјата, туку и надвор од земјата, затоа што Крушево е вистина препознатливо и по авантуристичкиот туризам. Тука се меѓународните параглайдинг, измајарство над превари, тука имаме се повеќе, за прв пат се одржуваат некои настани кои претходно не биле одржувани, тука е екстрел патеката, Крушево низ Корија, Крушево на Точак, манифестацијата 10 дена Крушевска република, ентузијастите од Крушево кои го организира Уенинг Крушево, каде се повеќе број на туристи во еден викенд се привлекуваат во Крушево, но и она што го нуди општината како можности, услуги, се повеќе односот кон туристите и одличната гостопримливост на крушевчани. Ова како празниците доаѓаат како подготовка за се што не очекува и пролетта и летото. Спомнавте бројка од 2 до 3.000 посетители овие празници? Очекуваме околу 80% да се исполнат постоечките капацитети во градот, но и оние наши иселеници можат да дојдат и ќе дојдат во Крушево, има заинтересираност и на странски туристи. Крушево е се што можеме да понудиме. Крушево е град на историја, Крушево е град на Тоше Проевски, Тодор Проевски. Општината ги нуди можностите во поглед на инфраструктурата и на странците уживаат во нивниот престој. Кога спомнавме нашиот Тоше, еве деновиве токму за Великден, спомен куќата одбележува 11 години постоење. Секако и ќе има и други манифестации. Ова година спомен куќата на Тоше Тодор Проевски прославува 11 години, но ние и славиме. Она што одбележуваме 15 години од неговата трагична несреќа и оваа година ќе имаме повеќе настани со што би продолжиле да го негуваме ликот и делото на нашата попикона. Сега пак да споменеме за посетителите, се проширува и можноста за развој за туристичка комуникација, особено во теквие и големиот проект со Елбасан од Албанија за туристички развој. Ние во претходниот период работиме на доста проекти, имаме околу 30 готови проекти каде можеме да аплицираме, затоа што сме ограничени и како мала општина со многу скромен буџет, единствено сме насочени кон фондовите. Како што ги нуди државата, така и надвор од неа. Добри сме, одлични можам да кажам, но добивме неколку проекти. Првиот проект беше грант од Светска банка од 500.000 евра, сега имаме повторно повик каде го добивме со прекуграничната соработка со Република Албанија, градот Елбасан од 700.000 евра, каде ќе се подобруваме на самото полетиште горе, ќе отвориме нов паркинг, нови улични осветлувања, подобрување кон уличното и заштеда на уличното осветлување секако. Овој период ќе имаме 2 мерни станици за чист воздух. Наша интенција во податаму да продолжиме на привлекување на се поголем број на меѓународни параглайдинг над превари, со исклучок на руското и украинското првенство, знаејќи ја ситуацијата таму во Украина со кризата.
така да продолжуваме да направиме се повеќе содржини каде ќе привлечат се поголем број туристи, да раздвижиме локалната економија. Се надевам дека се ослободуваат мерките и еве се ослободуваат мерките и можат слободно туристите еве и со PCR тестови, без PCR тестови да дојдат во нашата земја. Значи, ако е убаво времето, ќе ги видиме и параглайдаристите за овие празници, а секако Крушево сака, со оглед што сите сме малку затечени, нели, не затечени, тоа го знаеме, меѓутоа треба да правиме нешто на миграција, да се подзапре, да нема иселување. Бизнисот ни е потребен во секој поглед. Вие веќе најавувате меѓународен бизнис саем летово. Уште ги почнавте подготовките, запознавате бизнес заедницата. Што значи тоа? Што опфаќа? Како ќе изгледа тоа? Тоа е веднаш пред Илинден, фактички. Точно така. Ние оваа година кажуваме дека интензивно работиме на привлекување на странски, не само на странски инвестиции, туку конкретни инвестиции кои ќе отворат атрактивни, слободни работни места во приватниот сектор. Затоа што морам да признам и како млад човек не можеме сите во државно се вработиме и да чекаме државата помош, мораме да возвраќаме. За развојот на локалната економија за прв пат во Крушево организираме бизнис саем, бизнис форум, но и саем за туризам во Крушево. Што значи тоа? Заедно со маркетинг агенцијата Eurostep, меѓународна агенција која оваа година вршиме подготовки, но и сме во контакт со сите приватни инвеститори тука во Крушево постојни, во самата кои ја држат самата локална економија, да донесиме се повеќе број на инвеститори кои ќе го најдат, ќе го пројават својот интерес да отворат нови работни места. Како би ја намалиле самата миграција и каде младите би го нашле својот интерес. Повторно ќе кажам, бараме атрактивни, слободни работни места во приватниот сектор. Има заинтересираност од странските компании, со тоа сакаме да не ја загрозиме постојната локална економија, тие ќе дојдат во директни разговори со постојните компании каде ќе прошират нивната дејност или во најмала мера ќе отворат некои други дејности каде не би била загрозена, повторно ќе кажам, локалната бизнис економија. Убави најави, убави очекувања. Прво да речеме, нека се честити празниците и со гостите да се ужива и во свеж воздух и во природата во Крушево. Точно така, сакам да најавам од тука од убавото Крушево, повторно ќе кажам, срекни великденски празници и лесни пости за рамазанските празници. Благодарам, граначалниче, што бевте гостин. Ете, една покана и многу причини да се биде за празниците во Крушево. А во летото ќе ги гледаме и меѓународните надпреварувања. Така е, бе, ти благодариме. Поздрав до тебе и до екипата во Крушево.